Благодарам за репликата. Со должен респект, почитувана колега, меѓутоа многу малку ве разбрав. Затоа што не знам воопшто дали ме слушавте кога зборував. Значи, проблемот прво настана во образложењето на амандманот кој го поднесов, односно од заменик министерот беше кажано дека владата не финансира локални патишта. За да од колешката Фаница слушнеме дека за 2022 година владата обезбедува средства за локални патишта само и само затоа што е предложен од група пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, поголем доказ за тоа дека е партизирана државата нема. Тоа што вие сакате да го свртете вниманието на други проекти, тоа воопшто не ве амнестира и не го амнестира Министерството од фактот дека има селективен пристап. Значи, да кажеше Министерството нема средства, да најдеше друг изговор, ке имавме разбирање. Меѓутоа, неразбирливо е еден изговор да биде за еден локален пат, а за друг локален пат да не важат претходните објаснувања и идните објаснувања, туку да се најде средство. Значи, сметам дека е барем во најмала рака несериозно. Спомнавте некој проект и дека останале 600.000 евра. Не знам дали ме слушавте, патот е проектиран, има проект, готов проект, кој може уште денес да се почне со реализација, само фалат средства од 1,5 милион евра. Значи, не соодействува тоа што го говоревте со сумата која е потребна за овој пат. Да не се повторува во интерес на другите амандмани, да можеме соодветно да ги образложиме, да дадеме свој допринос, односно да презентираме што е нашата визија. Пари за локални патишта, за регионални патишта и за било какви капитални инвестиции мора да има. Затоа што на тој начин се развива државата. Ако ние сакаме да ја развиваме државата, мораме да пресликаме европскиот модел. Регионален развој. Радовиш со, хајде да кажем, со светот е поврза само Штип, Струмица, магистралниот пат. Немаме никакво друго поврзување, иако околу Радовиш гравитираат 7 града. Значи, за тоа да се развие, за да се возможи развој на регионот, особено на планинските региони, на земјоделските региони, неопходни ви се комуникации. Тоа едноставно ко политика не е поддржано и повторно одговорот е исти. Избори и влада која ќе има сенс за овие работи. Благодарам.